Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Скопје денеска се разбуди на четвртата позиција на листата најзагадени градови во светот. Според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина, синоќа на полноќ загаденоста на воздухот со PM10 честичките е над дозволената концентрација од 50 милиграми на 1 кубен метар воздух, а загаден е воздухот и во Тетово, Гостивар, Кичево, Битола, Струмица, Кавадарци и Куманово. Со старт на грејната сезона, воздухот во Македонија под сите критериуми. Министерот за животна средина Изет Меджити пред неколку дена изјави дека загадувањето е комплексно прашање кое не може да се реши со една мерка, туку со повеќе мерки. Според анализите во повеќе градови, како што истакна главниот фактор за загадувањето на животната средина, се домаќинствата кои се греат со огревни дрва или со несоодветни горива, а во Скопје над 100, а во цела Македонија над 700 јавни установи се греат на мазут и нафта. Зошто ништо не се презема со години? Што чекаат политичарите? Ке се најде ли некој што ќе каже стоп и ќе го реши проблемот со загадениот воздух? Ова се денешните прашања во црвена линија, а прашањето на Инстаграм стори можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Кликнете на Инстаграм стори и имате 3 опции за одговор на следново прашање. Зошто политичарите ништо не преземаат со години? Односно, што чекаат? Под А, да го освоиме првото место, под Б, не знаат дека ветиле, или пак под В, толку знаат и умеат. Активно учествувате во анкетите, но во дискусијата активно учествувате и на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ја објавуваме редовно темата секоја она за кое што говориме со вас. Денеска зборуваме за загадувањето. Оние кои што ќе се вклучат за прв пат во црвена линија напоменат дека веднаш по вртењето на 02-307-0005 целосно намалете го тонот на телевизорот. Во продолжение одиме со прилогот на Симона Петровска, а потоа почнуваме со дискусијата со вас. Последиците се видливи по здравјето, но причините – мистерија за надлежните. Сончевото време за миг ја зацкри маглата, но загадувањето остана присутно. Зголемената концентрација на PM10 честички Македонија вбројуваат во статистиката на најзагадени градови во светот. Граѓаните алармираат за нивното здравје, надлежните во обид да го решат деценискиот проблем со аерозагадувањето. Генерално ние дишаме загаден воздух и внатре и надвор, со тоа што внатрешниот воздух веројатно е и поголем проблем за нас, бидејќи ние престојуваме, посебно во зимскиот период, подолг период внатре отколку надвор, 90% од времето ни е внатре. За разлика од надворешниот, тука имаме повеќе решенија, како што спомнав, од современи системи за вентилација до едноставни самостојни системи за филтрација на воздухот кои со HEPA филтри доколку се опремени можат според повеќе студии во реални услови да намалат и 80-90% од концентрациите на суспендирани честички. Болниците полни, децата дишат загаден воздух, градинките и училиштата полни со PM10 честички, согласни надлежните. Ќе работиме и на добивање на учениците и наставниците на сознанија, односно едукација за зачувување на околината, што представува еден значаен момент, се разбира кај учениците, но и кај возрастните. Очекувам да ги чуеме резултатите и очекувам да добиам и предлози за тоа како ќе може да го подобриме квалитетот на воздухот. Мислам дека треба сите заеднички да смогнеме сили да направиме конкретен еден план и да тргнеме заеднички во борбата против загадениот воздух и како да го намалиме тоа влијание пред се кај нашите најмали.
Главниот град по загадан воздух често пати е меѓу европските и светските прваци. Во последните неколку денови се најде меѓу првите 10 градови по аерозагадување. Според концентрацијата на PM10 честички во воздухот, Скопје утринава позициониран на 4-то место како најзагаден град. Пред нас се Пакистан, Индија и Виетнам. Покажуваат податоците на платформата IQR, која воздухот во градот го означи како нездрав. И податоците од мерните станици на Министерството за животна средина во сите скопски општини покажаа високо ниво на PM10 честички. Според овие мерни станици, загадување на воздухот има и во Тетово, Гостивар, Кичево, Битола, Струмица, Кавадарци и Куманово. А на потек сте вие. Денес во Црвена линија прашуваме зошто ништо не се превзема со години, што чекаат политичарите и ќе се најде ли некој што конечно ќе се каже стоп на загадувањето и ќе го реши овој долгогодишен проблем. Добар ден. Добар ден. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав и до вас. До Телма телевизија. Благодарам многу. На оваа тема треба секој ден да ја ставате, значи требаше и цело лето да ја ставате и секој ден може ќе допре до политичарите, значи кога си ја качија платата, требаше да се подзамислат, кога се решија да бидат на власт и едните и другите, требаше да се подзамислат што ни прават, како смислено, ова е убиство, смислено убиство се рачуна, затоа што толку луѓе почина од загаден воздух. Така да сум крајно разочарана, оние ветуваа опски воздух, овие ништо не ветија, ама ако не ветија треба да направат нешто, ама се изградија многу згради, па сега тука оправданија зошто дозволија да се изградат толку згради, а дали тој радиоактивниот отпад од кај беше од Охис, Линданот, уствари, дали го дислоцира, немаме таков податок. Нешто прочитав на Фейсбук дека се шири низ цело Скопје. Значи, дали воопшто се загрижија како да се спасиме ние кои политичарите, истина го гледам тајмерот, Тина, има тука реклама, ама не гледам колку е сатот, така да... 24 секунди уште. Имам уште добро. Има. Значи, таква незаинтересираност како да не дишат тие, разбираш? Значи, и сега и стално го кажам тоа. Во трката за пари, тие заборавија уствари дека треба да бидат луѓе, човек да бидат, затоа што и нивните деца нели тука растат, ако не мислат на моето дете, ама другите, ова е стварно е ова убиство. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Скопје е на 4-то место у свето по загаденост. Па може да биде и на прво место. Сета Македонија се пресели у Скопје и сите гледат таму да бидат и нормално дека воздухот ќе се загаде за тоа што нема циркулација на самиот воздух. Има зградите се една до друга како кибритарки наредени и нема никаква циркулација. Не е само што они кажуваат дека луѓето се греат на дрва. Па и едно време луѓето се грееја на дрва, па не беше толку загадено. Сега не е само со дрвата. Има и други работи што се работат, што ние не знаеме, што некаде може и некој радиоактивен отпад се пале и се уништува тука и воздухот тоа разнесува секаде. А пошто Скопје е густо населен, нормално е дека ќе биде загаден. И другите градови во Македонија се загадени. Али треба да се види за тие луѓе што се сиромашни, што нема дека да живеат, тие на што се греат. Работата е у тоа што никој не води сметка за тие луѓе. И проблема у тоа што политичарите мислат дека они не дишат воздух, него мислат кој знае што дишат. Па и они истиот воздух го дишат како нас. И они дишат Благодарам многу за одговорите. Дискусијата продолжува понатаму си како со вас. Дополнително прашање. Што дишат политичарите? Зошто досега сите овие години не се превзема ништо околу загадениот воздух? Добар ден. Дали ме слушате? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден.
Намалете го тонот на телевизорот. Видите вака, јас сакам да ви кажам дека овој проблем многу тешко се решава. Не може да го решат ни политичарите, бидејќи подолго време се наталожени овие проблеми. Во прашање сиромаштијата, во прашање купување стари коли на времето од Бугарија, од Германија, автобуси, целото нивно ѓубре го донесовме во нашата држава. Сето и башка сега што градежната ајде мафија да речам дека гради згради кај што не треба да ги гради, го затвараат. Водно целото Скопје е обкружено со високи згради. Затоа и сиромаштијата во однос на користење на огрев. Не се користи дрво, многу луѓе користат и пластики, гуми и ако отидете да му кажете немој, ако му го забрани сето тоа, он ќе каже нема проблем, дај ми ти мене дрва и ја не сакам да користам пластики и гуми, он сами отсетуе. Така да ви кажам дека може владата да донесе ригорозни мерки да пресече. Меѓутоа треба коли да се изфрлат, треба да се изфрлат пластики, фабриките да се контролираат и така натаму. Сметам дека се тоа многу, гасификацијата е исто, еве да речем еден ќе помогне, меѓутоа кога ќе биде тоа? Тоа ќе трае сигурно неколку години. Така да ние ќе си се гушиме, а владата не може за жал ништо да направи во тој дел. Благодарам. Благодарам и вам за учеството и секако за вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ке подсетиме денес во црвена линија, прашуваме зошто ништо не се превзема со години, што чекаат политичарите. Преку дискусијата се формираше уште едно прашање, што дишат политичарите и ќе се најде ли некој што ќе каже стоп и ќе го реши проблемот со загадување на воздухот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, додека да се вклучи следниот гледач или може би гледачка, уште еднаш напомена, јас ве замолувам, особено оние кои што немаат искуство со јавување во контактни емисии, по вклучувањето во режија ве молам целосно намалите го тонот на телевизорот. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Се слуша дека има некој, но еве даваме предност секако на гледачите. Добар ден. Добро, за да не биде молку од другата страна, секако една фрапантна информација каде што стои дека во Македонија годишно од загаден воздух умираат околу 3400 луѓе. Оваа вест можете да ја најдете доколку кликнете на telma.com.mk, а во неа секако стои дека во Македонија годишно од загаден воздух умираат околу 3400 луѓе, што представува 17 до 19% од вкупната смртност. Главни извори на загадувањето се загревањето на домакинствата и јавните објекти со бракјот и ресуспендираните честички. Ајде да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Овој проблем веќе се провлекува секоја година, се зголемува. Значи, дека не е интересно да се збори, да се коментира, а дека решение има, значи може да се почне од една мртва точка. Значи, пред се, јас би рекла дека колите се еден од најголемите загадувачи на воздухот. И сите знаеме дека особено колите што се на дизел го прават воздухот неподнослив. Ама причина за тоа е што кај нас во Македонија самите, да речам, властиве си го прават тој проблем да биде голем, затоа што сегде во околниве, да речам, држави, плинот е во многу ниски и поволна цена, а знаеме дека не е загадувач, и наместо да го намалат плинот кај нас, они еве утре повторно има покачување на плинот. Кога плинот ќе биде намален, значи кога ќе биде понекогаш многу ниска и поволна цена, сите ќе се префрлат на плин. Нека ви се покачи дизел, бензин, ама нека се намали плинот. Најмногу одгадувач е плинот. А ако дрвата исто така се загадувачки, нека што велиме дека луѓето што се греат на дрва, нека прекинат да дават ваучери на екс, градоначалници и слично на луѓе што користат доматарна, зима субвенции за клима, па тие што реално така да сменат дрва за клима, да имаат таа можност.
Секоја година те нивни зимат ваучери и за тоа секој пат. Благодарам многу за учеството и пред за одговорите. Напомена едно јавување, односно искажување, време трајањето му е 90 секунди, така да ве охрабрувам, доколку сакате нови 90 секунди, повторно можете да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, за да се реши проблемот во Скопје најмал. Ало? Ве слушаме, дали ви е намален тонот на телевизор? Да, намален. Вака ќе ви кажам, за да се реши проблемот. Ве слушаме. Да се реши проблемот во Скопје е најлесно, ќе ви кажам зашто. Има татко и син измислија филтери што се клават на оджаците. И тој клаваше масло за да докаже дека филтерот е многу ефикасен, и седеше до оджакот, филтерот не испушта никакви загадени субстанции во воздухот. Тој измисли исто така и за карбуратор на колите, измисли дел што се монтира, ама американците не му дозволија да го произведува дека бареше да се вика името на Македонија на делот. Значи, најдете луѓето стип, ќе се татко и син, кои прават секакви инструменти за и да се гори и гуми и масло, не испуша ништо нагор очакот. Тоа е единствено решение во Скопје, друго решение не постои. Ако се монтираат тие успуси, тие карбуратори на колите, ќе има нула загадување. И плюс 100, ќе нема загадување и на оджаците. Тоа е единствено решение, друго решение не постои за Скопјани. Имате котлина, нема пrebacување. Толку мислам од мене. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Останете секако со нас да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат на тема загадување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас во црвена линија сте. Повелете. Вака, Тина. Решение кога би биле кинези, па да измислиме вешачки облаци, па то загадување да го направиме. Меѓуто не сме Кина, имаме случајности, ама нема кој да и припати. А второ, сето ова што се случува во Скопје, урбаната мафија тоа го дотера. Па ако може во Скопје да си подаваме кафе од балкон на балкон, зграда до зграда, тој ветер по Вардаре од стари скопјани што слушам, веќе го уништивме, па сега е загадено. Па загадено е што да правиме. Се е в центар. Втората работа. Тоа Скопје се изведе. Таму. Кој дојде студент, остара таму. Таму вода, таму управа за струја, таму управа... Да се, таму амбасади, таму... Па кој дојде во Скопје, не се врати назад. Таму запослување, мора луѓето дека да живеат. Али најинтересантното. Па имате згради, има згради што може кафе да си подават од балкон на балкон. Што да правиме и ќе било чисто. Нема тоа да се случи. Дали тоа се? Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Добар ден. Ние денес ќе подсетам во црвена линија прашуваме зошто ништо не се презема со години. Веќе повторно се наоѓаме со првите студени денови и стартот на грејната сезона високо на топ листите кога станува збор за загадување, и тоа во светски рамки. Еве, дали според вас ви се чини дека конечно еве ќе дојде некој кој ќе стави стоп на ова загадување и секако ќе го реши проблемот со загадениот воздух? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добро, да не биде јас напразно сама со себе да велам добар ден, ќе продолжиме и еве уште една информација врзана токму од веста дека во Македонија годишно од загаден воздух умираат околу 3400 луѓе. Професор Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје нагласува дека загадениот воздух има сериозен ефект врз здравјето, предизвикувајќи респираторни и кардиоваскуларни заболувања, а и зголемена смртност. Па ние во црвена линија денес прашуваме зошто ништо не се превзема со години, еве што чекаат политичарите, што дишат политичарите. Добар ден.
Добар ден, чекам да ме уклучите да се јавам. Повелете, ве слушаме. Ама гледам, добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Нема проблем. Еве готово, намаление. Одлично, повелете, ве слушаме. Се јавувам uz Лукуќани. Тоа е населба каде го улица Скупи 20 број 18, не е битно каде го адресава. Овде кажи мене има сепарација. Што таа каде го меле камен. Има сепарација што сепарира песок. Веćinom примат цемент навечер после 9 саат. Едно загадување циментово што го истовара од цистерната, како загадување да ја работам во циментара, кога е загадување за 2 месеци во циментара. Значи тоа е една работа. Втора работа. Во индустријска во главна зона е направена фабрика за преработка на јувки тие работи. Уз тоа што фабрикана користи негови брикети, користи стари палети, стари дрва, скапани дрва и кој ќе го запали навечер во 10 саат, 11, ја мислам дека цела Карпуш е закален. Ја од мене толку може да ви кажам. Дали е досега и ве пријавено од... Досега не е пријавено, прв пат се пријавило, значи тоа е нешто неверојатно. Тоа е нешто неверојатно. Значи такво има каде го загадување со тие палети што ги правам самиот, со стари каде го палети тие што се скапани и дрво скапано, го користи за да прави брикети за грејење за неговата фабрика, иако е во градеж во Така, благодарам многу што споделивте и со гледачите си како со јавноста и што посведочивте што се случува еве во Злокуќани, колку што паметам од каде што ни се јавивте. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Се слушаме. Да, повелете. Кој стои зад загадувањето? Кој е тој што стои за тоа загаденоста што е? Ја мислам човекот. Сега за тој човек кој стои друг што го загадува човекот. Некој од тие погоре. Па тој кој е тој погоре што стои за ланец загадување? Па тој над него што е? Што се прашуваме кој го загадува и зошто се загадува? И зошто ништо не се превзема со години, тоа прашуваме во црвено. А кој ќе презема? Тој што загадува ќе презема. Тој од најгоре што сака закони да спроведува, тој и закони загадува и се што загадува. А тој што загадува што дише според вас? Не сме сламка една да се фрли прво на улица. Второ, не сме да се запали ништо. Оджаци на фабрики, на било што, има да бидат чисти како соза. Сето тоа дисциплинирано ако се направи, и затоа реков, човекот е најзагаден и тој загадува. А бидејќи е загаден човекот, има услови над него што стојат за да се загадит. И тоа не се искоренува. Тоа ја не знам, од некоја друга планета да донесиме некои марсовци и да ги затегнат овие, не само за загаденоста, за многу работи треба да ги средат. Иначе вака држава е уребиса. Да имаше поголема вода, ќе не нашиба сите во Вардар да... Благодарам многу и вам за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Сега ќе го намалиме. Добар ден. Добар ден, повелете. Филтрите што се купени за тие фабриките, кај да се и клајме дома, на куќите? Продолжете, ве слушаме. И јас ве слушам, а во рек Битола нас воздухот не ни е загаден тука? Каква е состојбата во Битола моментално? За катастрофа е, цела Битола воздухот загаден тука. Молам? Ве слушаме, продолжете. Ваши се секундите. Значи нема троја копловци овде во Битола. Се јавуваме од Демирхисар. Добро. Значи, ова не се трпи поќе. Значи, ете, ние се јавивме да кажеме стоп за загаденоста во воздухот. Цела влада оставка. Цела влада да треба оставка. Треба нас да ме клат како премиери, како председатели од Демирхисар.
Ајде, ви се чини ли дека некој ќе се најде кој што ќе стави конечно крај на загадувањето во земјата? Да ве прашаме значи нешто. Тие филтрите, кај да ги ставиме ние, дома или кај ни в дома? Имате уште секунди. Пратениците ќе си лапатме по 2000 евра плата, ќе си седатме на водном, ќе јадат црни овци, ние ќе јадиме загаден воздух. Благодарам многу што се вклучувате во Црвена линија, секако и што споделувате каква е моменталната состојба од местото од каде што се јавувате. Токму поради тој и е креирана и постои Црвена линија. Да слушаме останатите граѓани, тоест гледачи, што ќе одговорат на денешните прашања. А прашањата се следни: зошто ништо не се превзема со години? Што чекаат политичарите и дали ви се чини дека конечно ќе се најде некој кој што ќе стави крај на загадениот воздух? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па проблемот, овој проблем е одамна. Само порано не се мереа PM частичките. Се гореа дрва, се гореше гума, се гореше пластика, а PM частичките немаше апарати кои да ги мери. Сега се воведа апарати секаде по светот, и кај нас, и се мерат и испадна дека дишиме, а порано кивавме, кашлавме едно друго и ќутевме. Значи се беше во ред. Зима е, мора да се ложи, мора да се гора дрва, мора да чади, секој оджак едно друго, не е куќата што не чади и така. Зошто летото немаме ништо? Еве, пак нафтата, колите се во прашање, меѓутоа тие, значи, не се загадувачи. Загадувачите почуваат сега, кои ќе се ниските температури, а не се загадувачите летото, значи, тогаш е се во ред. Тогаш и не се мери, ова прашање не се поставува. Друго, исто така, веќе имаме сега и кај да се јавиме, кај да речиме дека е загадено, вако е, онако е. Не чини, не сме задоволни, бараме владата да интервенира. Едно друго. Значи имаме вакви емисии, како што е ова. Вашата и на другите телевизии ова прашање се поставува. Значи, сепак времињата се менаја, сега имаме загаден воздух. Имаме, ќе го дишиме и ќе ќутиме. Ете, тоа е. Чаре не се наоѓа. Благодарам што не молчевте и бевте дел од оваа Црвена линија. Секако останете да слушаме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Здраво. Здраво. Значи јас сум така. Да, ве слушаме веќе. Вака ќе кажам ја, што кажува дека не се мерело порано. Значи, уште 70 години, јас сум бил на многу мала возрастна, кај 6-7 години, значи тука некаде прво оделение. Татко ми идеше баш по тие мерни места, кај што се мереше чистоќа на вазух. Идеше таму, ставаше некако тампончиња, така некои нови, бели, чисти, а вадеше упрљани, потемнети. Паѓа таков бил тогаш тој систем на мерење. Филтрација на мерење, да. И претежно Скопје беше по најзагаден град, нарочито Тапталиџе се водеше и Железара како позагадено. Тогаш проект Битола не постоеше. Битола беше една од најчистите градови со воздух покрај овие други Делчево, Берево. Значи, тогаш бил чист воздухот. Сега што ние идеме со тоа што експлоатираме све живо и диво да биде у корист на човештвото, за друго да се грижиме, за овие години од 70 навака све е уништено. Доволен показател да речеме што изгореа шумиве сега летово, што беа кај Неготино некаде кај беше таму Делчево, Берово. Тоа е недостиг на филтри на воздух, значи изгореа дрвата. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, повелете. Благодарам. Па вака. Прво едно мора да се сложиме дека ние и вчера, и завчера, и пред 100 години се горевне со дрва, па дури уште најлошото користевме премногу во тоа време чумур. Меѓутоа,
Вистината е дека тогаш немаме мерни инструменти за никакви честички, за никакве загадување. И тогаш кивавне, кашлавне, праевне, што се вика све што не треба, меѓутоа тогаш никој не го кренавме гласот да кажеме дека сме загадени и не загадува некој. Меѓутоа, самата техника си го прави своето. Со измислувањето на тие апарати, ние сега гледам дека некој не загадува, некој не го нарушува здравието, се тоа. Меѓутоа, има луѓе кои што се занимаваат со прочистување на воздух. Ја деновиве не ми теко на која телевизија имаше човек кој што има некој си систем за кој дал околу 1 000 000 евра вложувања и докажал на пробни мерења дека го чисти воздухот 95%, значи да се врати убавиот воздух што се вика да може да го дишиме. Но никој не е заинтересиран да го подкупи тој систем и да го примени, да го чисти воздухот до Скопје. Затоа вака ни се прави, зашто некој треба да земе од тој колач, а не може да земе изер на друг начин и затоа вика нема да го прифатиме. Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Повелете, ве слушаме. Ме слушате добро? Да, повелете. Од Куманово се јавуваме. Како е во Куманово, бидејќи тој е во редот на градови со најзагаден воздух? Не е тина најдобро. Сега јас да кажам. Дали ме слушате добро? Да, продолжете. Вака. Значи, негде на воздушно од Куманово, на, да кажеме, 3 километри воздушно зборувам, има негде 4 каменоломи, кои ниеден каменолом не ги исполнуваат условите, немаат филтери за прашина и тие си работат веќе, може да кажам, 10 години, 15 уназад, никој ништо не презема. Еве кој ги загадува, кој ја загадува околината. Дали биле информирани надлежните за сите овие 10? Како не биле, ја поточно од Чинја сум тука, значи од селото, ние колку пати имаме излезено со протест да ги зауставиме да не работат додека не стават филтери. Никој ништо не презима. Тоа сакам да ви го кажам. Има ви се чини ли дека еве ќе се најде некој кој што конечно ќе стави стоп на загадениот воздух во земја? Треба да се најде некој, ама кој да се најде? Еве кој да се најде? Еве, значи овој проблем е многу одамна. Има и во теке аеросолизација и мијање на улици во Куманово со цел да се намали загадувањето. Имаше ли тоа ефекти? Има ефекти, како нема, ама Така, благодарам многу за одговорите. Секако продолжуваме понатаму со дискусијата и вклучуваме нов гледач или можеби веќе гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Сега со мене зборуваш? Да, ве слушаме, продолжете. Па вака. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Го имам намалено. Ете така. И ве слушаме во црвена линија сте. Сега го поздравувам целиот народ на Република Македонија. Да не се само сега слушајме, бидејќи нема, ја имам многу да зборувам за оваа тема, ама мало ви имате дадено време. Продолжете. Океј. Го поздравувам целиот македонски народ. Да не се плашат од машините и од фабриките и од сите други работи. За понапред имаше и воз со тимир, со ќумор што одеше. Ова не може никоја политика и никој во парламент што се да го запинат ова работа, бидејќи ова е потпишана оддавно, подпис има дадено за химикалите што се фрлат преку авион. Затоа се загадуваат местото. За скандинавските места го имат прекинато договор со ними да се фрлуваат смет од токсини преку авион. Ова загадување и што умират луѓе од тоа работа, не од ова дрво. Македонија цела планина е. Може да го чистит воздухот како што сакаш. Ова од горе ни доаѓат, не од долу.
Дека се не со дрва растевме, со прашини растевме, оревме ниви, прашини од себе на сите страни. Никој нема умрено. Ама ова е одгорени сите токсини, што не може во вода не може да ги фадат, зашто вода на рибите ќе псоеше. Значи сега преку авион се пушта долу за да умрат. И нека умрат, зашто многу народ има во светот. Се набраја 8 милиарди, нека се намалуват мало, а тие што се во парламент не може ништо да прават. Тоа давно е подпишано договор за да се фали тие токсичните средства во воздух преку авион. Така, благодарам многу и вам за вашите ставови, размислувања и секако одговори во Црвена линија. На X платформата има многу коментари, ни сите овие години сосема логично, бидејќи овој проблем кој што се провлекува низ годините наназад и никако да му се најде решение. Па така Влад Витеровски на X платформата напишал: "Јас имам фотографии од 2004 па навака. Постојано во примитивнава држава се вршеле вакви палења на ниви, стрништа, депонии. И многу малце се зборува за ова, а и главна причина за продукција на чад и загадување на воздухот. Треба да се излезе на терен и да е строго, да се казнува." Па зошто ништо не се превзема сиве овие години кога станува збор за загадувањето? И оваа година високо котираме во првата петорка во светот меѓу најзагадените. Еве, дали ви се чини дека конечно некој ќе дојде и ќе стави стоп на загадениот воздух? Добар ден. Добар ден, добра вечер, Македонија. Господине Тале, како е во Прилеп? Па до толку не како во Скопје, но еден апел до сите телевизии медиуми да се истражи колку институции во Скопје, во Прилеп, било каде битова, да речеме училишта и други институции се греат на нафта. Во Скопје над 100, во цела Македонија над 700 јавни установи се греат на мазут и нафта. Ете си еден клуч каде е загадувањето. А замисли, ако шарените самоуништувачи не правеа шарена геј парада и не спречеа руски гасовод, главен гасовод низ Македонија, че имавме овие години сега мрежа на гасоводна мрежа низ Скопје, секаде гасни термоелектрани, рек Битола на плин, термонеготино на плин, други, овие ка се вика топлани низ цела Македонија за плин, а нема да се грееме на дрва или на некој на пластика, на што и дај. И друга работа, треба да се поздрави Титова Југославија, кога цементарија бапна во Скопје, Охис, Железара и Титовиот веле со топилница за олово и цинк среде град, кога труја масовно македонски народ а тие сега горат може и се што. И тогаш може гореле се и се што, ма тогаш беше сус, ако некој реагираше вака, јавно, не може да го раздени. Благодарам многу за учеството. Ево уште еден коментар од X платформата. Александар напишал: "Од кога грејењето на дрва стана најголемиот извор на загадување во државата? Принаприте уште некоја зграда и немат да има загадување." Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па го поддржувам господинот тврдење, точно е. Јас сум малку од постарата генерација. Поживев со мене околу згради официрски, сите се грева со кјумур. Има оние големи печки калиеви зградите, финав кјумур, се носеше со камиони. Не имаше куќа, секоја куќа беше, дрвото беше и тогаш луксус. Ако сите викаат дека све било убаво, секој пат имало од до во секое општество и во секој уредување. Така да кјумур, дрвата беа за потпалга, све се гореше на јаглен. Немаше куќа каде што не се гореше, па немаше вакво загадување. Меѓутоа немаше толку народ во Скопје. Немаше толку згради во Скопје. Повеќе беа куќи, згради по некоја и таа направена да има нормална циркулација на воздух и провет. И сега вие што сакате од ова урбано, прво ќе кажам ова урбаното, буквално ќе кажам од моја улица направи као кинески зид од едната страна. Буквална блокада. Зашто тоа да се дозволи, кој го дозволил тоа?
Друго, овие дизел, све што е дизел горивата и PM честички се внесе од дрвата. Значи треба да се каже нешто, да се каже кои честички, од кое загадувањето. Значи дрвото никој пат не било проблем. Кај мене зиме лете овдека има ресторанти што готват на дрва. Значи зашто се фатиле само тоа, народот го натерава да се на струја, ја покачи струјата. Ке пуцатам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија, а Свесте Тесе на X платформа го напишал следното. По милионити пат во ова земја се потврдува дека изворите на загадување се горе-долу по овој редослед. Под 1 грејење, во заграда дрва, јаглен, нафта, сообраќај СО и СО2, палење огнови, депонии и слично, градежни и ископни активности, минерална прашина. Зошто ништо не се превзема со години? Тоа прашуваме во Црвена линија и дали ќе се најде според вас некој кој што конечно ќе направи стопирање, односно ќе каже стоп на загадениот воздух. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар вечер. Добро вечер, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. А ќе се најде ли некој што ќе каже стоп? Па видите, не може да се најде изричито речено таква институција, човек и така натака. Не може да се најде, но може да се зголеми малку одговорноста на институциите, како на пример прскање на улиците, па да се внимава на филтер таму, станиците што се монтираат на фабриките. По тој смисол може да се најде некое упражување. Инаку од секогаш, вака било во зимно време. Вака било. Со таа разлика што речиме во Скопје беше многу мало население, малку коли имаше и помалу имаше загадување. Инаку приказките за авиони, а тоа јас не верувам. Понатака исто се слагам со еден мој соговорник кој рече пак зашто е толку Скопје пренаселено, заради тоа што за време на Југославија централните власти од Белград намерно го правеа тоа да цела Македонија се абсорбира во Скопје, да се испусти Македонија. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. 90 секунди одброја тајмерот и затоа мораше да се прекине. Така да внимавајте тајмерот, затоа и го објавуваме на екранот. А име, зошто политичарите ништо не превземаат со години со аерозагадувањето? Што чекаат според вас да го освоиме првото место? Не знаат што ветиле или толку знаат и умеат? Добар ден. Добар ден. Како би одговориле на анкетата, еве, зошто политичарите не превземаат ништо со години? За да освоиме прво место, не знаат што да превземат или толку не знаат што ветиле или толку знаат и умеат? Јас сум на линија, така? Да. Еве, кој вака ќе ви кажам на вашето прашање. Се знае кои се загадувачите. Вие ги кажавте пред малку. Тоа има студија за Скопје, за Македонија, кои се точно децидно се знаат и кои се причинители. Ама треба да се работи. Треба еден по еден да се селектираат и да се решаваат, ама тоа ние неќеме да работиме. Разбирате? Јас немам време во минута и пол да објаснам сите тие типови на загадување, тоа е голема тема. Меѓутоа, сакам една работа да речам, да не кажам еден тежок збор за луѓе што се јавуваат од авионите. Тоа се чисти глупости, ве молам. Па дали им е познато на тие луѓе дека авионите користат керозин? Тоа е првата фракција од нафта, значи нема никакво ѓубре во неа, тоа е скроз чисто. Користи кислород, и ако има во кислородот PM честички, тие ги гледате на задниот дел од моторот, додека се пали моторот, као кај кола. Горе кога лета тоа во облаци, тоа е чиста пареа, луѓе. Нити чипови, нити глупости нема, не се држете таму у облаци. Проблемите се на земја, ме разбирате? Заборавете го тоа и тие, како да речем, глупости што се зборнуваат.
Сваѓате? А за другава тема, која ќе има повеќе време и на многу места сум кажал, нека си почнат едно по едно индустрија, јавни објекти, возила и Благодарам многу за одговорите во вашите 90 секунди. А дојде и времето кога треба да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Уште еднаш ве потсетувам, за следете не на Instagram. Веќе од утре учествувате една нова анкета. А еве како одговорија Инстаграмџи. На прашањето зошто политичарите ништо не превземаат со години, односно имаше 3 опции за одговор. Дали е тоа за да го освоиме првото место? Под А одговорија 11%. Дека не знаат дека ветиле, под Б одговорија 32%, а под В толку знаат и умеат одговориле 57%. Секако тука ќе ве потсетам, темата аерозагадување ќе биде централна тема и во вечерашното издание на Топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Проследете ја, а во продолжение да ги погледнеме рекламите. Благодарам многу на сите вас кои што ја креиравте црвена линија со вашето активно учество и денес. И сега ќе ве префрлам онаму каде што се диша со полни плуќа, каде што воздухот е свеж, а свеж е затоа што никој не е како Ненад и Кате. Гледаш што прави. Број пием честички, не знам што да кажам со... Тестирам игри, тестер сум сега. Тино. Дали имате игра со диши и издиши? Диши, издиши, па би можеле да направиме, само кислород да нарачавме ке ни стигне. Денеска 11.11 убав датум, знаеш дека се нарачува денеска све било на попуст. Така да и кислород. Како? Катерина, многу важна информација. Не, оваа информација не треба да слушне Катерина, пошто... Не, стварно било се на попуст. Маши ки ни се наути на сите новченичето празно ке го направи. Па добро, друг ќе банкротира за Ката, ама да ти кажам, колешката денес како милион изгледа.